Почитувани, со Панче Тошковски на чело на Министерството за внатрешни работи, хаос се случува по македонските улици. Безбедноста е загрозена, нема никаков ред и поредок. МВР се сведе на тоа да не може ниту еден джип неправилно паркиран да санкционира. Скандалот во Дебар Мало по кој знае кој пат го потврди нефункционирањето на Министерството за внатрешни работи, ама го покажа и каубојското аздисување на бодигардите на функционерите на власт. Двајца полициски службеници, обезбедувачи на председателката на државата, лажно тврделе дека погрешно паркираното Порше на Срđan Керим е службено. Тие барале Поршето на Керим да не биде кренато од пајакот и поттикнале неказнивост. Да не беше реакцијата на младите, и овој случај ќе беше заташкан. Но по бурните реакции, Министерството за внатрешни работи беше принудена да поведе дисциплински постапки. Но факт е дека во последниве 9 месеци, како на лента се редат скандал по скандал со телохранители на највисоките државни функционери. Од обезбедувањето на премиерот Мицкоски, едниот оддавал државни тајни, другиот нападна полицаец, попречувајќи акција против дрога. Обезбедувањето на Гаши направи инцидент на Скопскиот аеродром, извади пиштол, турна и нападна полицаец. Сега обезбедувањето на председателката е вмешано во скандалот во Дебар Мало. Ова, почитувани, не се изолирани инциденти. Ова е системски распад на безбедносниот апарат. Полицајци кои треба да не чуваат, работат за интересите на криминалци, моќници и тајкуни. Начело на сите нив е Панче Тошковски, како министер кој го дозволи овој распад во Министерството за внатрешни работи. Сите овие инциденти, почитувани, отвараат сериозни прашања за целосна нефункционалност на безбедносниот апарат, за можната поврзаност на луѓе од власта со криминалните структури. Нема ред и поредок, нема одговорност. Вака не може. Одговорност мора да има и таа мора да започне со најодговорниот, а тоа е министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Ви благодарам.